Пристигнавме во храмот на светиот Јован Руски, во градот Прокопи, на островот Евија во Грција. После сеноќното патување, пристигнавме во раните утрински часови за да присуствуваме на божествената литургија. Првиот ден од нашата поклоничка патека и првиот цвет кој ќе биде послан на нашата духовна патека, големиот молитвеник и заштитник на луѓето, преподобниот Јован Руски. Но многумина не знаат кој е тој, па накратко да го раскажеме и неговото житие. Светиот исповедник Јован Руски се родил кон крајот на 17 век во Јужна Русија. Воспитан е во побожност и љубов спрема Црквата Божја. Кога станал полнолетен, го викнале во војска. Служел како обичен војник во армијата на Петар I и учествувал во руско-турската војна. За време на војната во 1711 година Јован и останатите војници биле заробени од татарите кои го предале на заповедникот на турската коњаница. Тој го однел заробеникот во своето живеалиште во Мала Азија во населбата Прокопија, турски Оркип во близината на Кесарија. Турците настојувале заробените војници христијани да ги преобратат во ислам. Некои ги наговарале и соблазнувале, некои кои биле со подсврста вера ги тепале и мачеле. Во својата заблудена ревност турците исто така ги грабале христијанските деца и ги одгледувале и воспитувале како турски војници и фанатици. Прокопија бил војнички камп на тие јаничари кои ги мразеле христијаните и новиот затвореник станал нивна цел на исмевање. Свети Јован не го прилагале ветувањата на овоземни добра, туку храбро го поднесувал суровоста, понижувањето и биењето. Неговиот господар Ага често го мачел, надевајќи се дека неговиот слуга ќе го прихвати мухамеданството. Меѓутоа, Свети Јован одлучно се спротивставил на волјата на својот господар и велел: ниту со закани, ниту со ветување на богатства и наслади не можеш да ме одвратиш од мојата вера. Како христијанин се родив и како христијанин ќе умрам. Смелите зборови на овој исповедник, неговата постојана вера, неговата храброст и праведниот живот го смириле суровото срце на Агата и срцето на неговата жена, која му понудила соба близу шталата. Агата престанал да го мачи и да го навредува својот заробеник, не барајќи веќе од него да се откаже од христијанството, а единствено што барал е да се грижи за добитокот и да го одржува редот во шталата, во чии агол се наоѓала постелата на преподобниот Јован, бидејќи не ја прифатил понудата за собата. Овој угодник Божи му служел на својот господар од рано наутро до доцна навечер, совесно исполнувајќи ги сите негови заповеди, босоног и полугол ги извршувал своите обврски и за време на зимското студенило и за време на летната жега. Гледајќи ја неговата усрдност, останатите слуги често го исмевале, но праведниот Јован никогаш не се гневал заради тоа. Напротив, секогаш кога можел им помагал во работата и ги тешел во несреќите. Искрената добродушност на преподобниот го смилостивила срцето на Агата, но и на останатите слуги. Агата стекнал голема доверба во него, така што му предложил како слободен да живее каде ќе посака. Меѓутоа, преподобниот избрал да остане во аголот во шталата, каде секоја ноќ можел да се осами во молитва со Давидовите псалми, кои непрестојно ги изговарал, укрепувајќи се во добродетелите и во љубовта кон Бога и луѓето. Јадам моштем малку, а кога требал да се причисти со светите тело и крв Христови, тајно заминувал на сеноќно бдение во храмот на Свети Георги, каде коленичел и се молел до рано наутро. Преподобниот Јован продолжил да му служи на Агата како и порано и без обзир на своето сиромаштво секогаш им помагал на бедните и болните, делејќи ја со нив својата скромна храна. Поради подвигот на Светиот Јован, Господ го благословил и Агата, и тој станал еден од најбогатите и најмоćни луѓе во Прокопија. Агата сватил дека со тоа е поради Свети Јован и не се стеснувал тоа да го исповеда и пред своите сограѓани. Еднаш, додека Агата бил на аджилак во Мека, неговата жена седела дома, таа ги повикала своите пријатели и роднини за да се молат за неговото безбедно враќање дома. Додека им бил сервиран пилав за јадење, господарката му се обратила на Јован кој служел на масата, велејќи: колкаво би било задоволство тогава на твојот господар да беше сега тука
и да јадеш од овој пилав заедно со нас. Пилавот му била омилена храна на Агата. Желбата за најдобро на својот Господар и верата во Божјата сила го натерала Јован да побара чинија со пилав за да испрати на својот Господар во Мека. На тоа гостите почеле да се смеат, но господарката му дозволила да земе пилав, сметајќи дека ќе го даде на некои сиромашни христијани, како што обично и го правил. Тој ја земал чинијата во шталата и молејќи го Бога, бил услишан така што чинијата ја снемало. Враќајќи се од Мека, Агата ја донел чинијата назад во својот дом. Тој исто така бил зачуден кога видел чинијата во својата закучена соба, кога се вратил од џамија. Уште поголемо било неговото чудење затоа што видел дека на неа се изгравирани неговите иницијали токму како што било со целиот негов прибор за јадење. Тогаш тој рекол: во името на Аллах не знам како дошла до Мека и кој ја донел. Кога неговата жена му објаснила за барањето на Јован, двајцата признале дека тоа е чудо Божјо и дека Јован е праведен човек кој ја нашол милоста Божја. Пред крајот на својот макотрпан и подвижнички живот, преподобниот Јован се разболел. Чувствувајќи дека му се приближува крајот, повикал свештеник за последен пат да го благослови пред исходот на неговата душа. Свештеникот ги понел светите тајни, но бидејќи се плашил од фанатизмот на турците, просветлен од Бога, ги скрил во шуплина со восок, која излабил во една јаболкница и на тој начин безбедно ги предал на светиот Јован. Преподобниот го прославил Бога, се причестил и ја предал својата душа на ден 27. мај 1730 година. Кога му било јавено на Агата дека Јован се упокоил, тој ги повикал свештениците и им го предал телото за да биде погребено според христијански обичај. Исто така, тој им дал и скапа облека за да се покријат моштите. На погребот се собрале речиси сите христијани кои живееле во Прокопија и тие го испратиле телото на праведникот до христијанските гробишта. По 3 години на неговиот гроб се појавила светлина која сите можеле да ја видат. Исповедникот на Свети Јован на чудесен начин во сон бил известен дека моштите на Свети Јован се нетрулежни. Наскоро светите мошти се пренесени во храмот на Свети великомаченик Георги и биле положени во посебна гробница. Новиот угодник Божи набрзо се прослави со безбројни чудеса кои се прочиле до најоддалечените градови и села. Верните христијани од сите краеви доаѓале во Прокопи за да се поклонат на моштите на преподобниот Јован Руски и благодарејќи на неговите свети молитви бивале удостоени со чудесни исцеленија. Новиот светител не го почитувале само православните христијани, туку и арменците и турците кои молитвено му се обраќале: Слуго Божи, нека не напушти твојата милост. Во тоа време султанот Осман, со цел да им се одмазни на христијаните, наредил светото тело на маченикот да биде запалено. Но во тоа не успел, бидејќи славата Божја се пројавила врз телото на овој светител, кога на чудесен начин телото се кренало над огнот, неизгорено. Во 1881 година дел од моштите на преподобниот Јован руските монаси ги пренесле во рускиот манастир на Свети великомаченик Пантелемон на Света Агора. Во тоа време угодникот Божи чудесно ги спасил од опасно патување. Благодарејќи на паричната помош на овој манастир и прилозите од жителите на Прокопија, во 1886 година започнала изградбата на новиот храм, бидејќи храмот на Свети великомаченик Георги, каде се наоѓале моштите, бил многу стар. На 15 август 1898 година жителите на Прокопија се преселиле на островот Евбеја и со себе ги понели моштите на преподобниот Јован Руски. Тие во текот на неколку децении се наоѓале во храмот на светите рамноапостолни Константин и Елена во Неа Прокопија за во 1951 година да бидат пренесени во нов храм посветен на преподобниот, каде денеска доаѓаат илјадници поклоници од сите краишта на Грција и целиот свет, а особено за денот на неговиот спомен 27. мај.
Кога би можела да зборувам за чудата кои се случуваат при средбата на сите тие поклоници, ќе ми требаат многу денови и многу страници да напишам. Нашата поклоничка група ја имаше радоста и благословот на светиот Јован Руски да дојдеме, да му се поклониме и да се причестиме со светите тајни Христови, да се помолиме при тоа за здравие и спасение на сите наши блиски, подалечни пријатели, сонародници, особено лично за своје здравје, за своје спасение, да му ги искажеме своите потреби и своите молитви. Свети Јоване Руски, стојки сега пред Твоите свети и нетлени мошти, Ти благодариме за милоста и за љубовта која покажа према нас, поклоничката група од Македонија. О голем Божи угоднику, Свети Јоване Руски, моли го Бога да ни ги прости гревовите и беззаконијата наши и да не помилува нас грешните и недостојните. Моли го за нас, Свети Јоване Руски, Господа наш Исуса Христа, на кого слава му вознесуваме, со безпочнетиот Негов Отец и пресветиот Негов Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин.